вие гледате дека кога човек нема концепт, како што нема председателот на опозицијата, односно председателот на ВМРО ДПМН, бидејќи лидер на опозицијата е Димитар Апасиев, тој ја креира реториката, тој постојано измислува фикции за неговите колеги од раководството. И прва беше дека ќе сме се бугаризирале и асимилирале. Тоа не се случи. Втората беше дека ќе сме имале дека јазикот ќе сме го изгубиле. И тоа не се случи. Значи се покажа и тоа како лага. Потоа зборуваше дека имал 61 пратеник за да падне владата. Така беше? Излезе дека нема 61 пратеник. Па пак зборуваше дека владата нема мнозинство, дека ќе падне и искочи дека владата после реконструкција има 65. И сега ги собрал кај него во извршен комитет. И им вика, слушајте, вика, Ковачевски дал оставка. И овие, браво, вика, готово доаѓаме на власт. После тоа јас излегувам на телевизија и велам не сум дал оставка, дека тоа е лага повторно на Мицковски. Овој ги собира во извршен комитет и им вика, бе, он дал, ама му е истепал Тала Џафери. Ја после излегувам и велам, Тала Џафери ја го немам ни видено. Нити па ако некој дава оставка, може некој да му е цепа, кога се дава оставка, таа се дава, значи такво нешто нема. И сега, пошто и тоа искочи дека е лага, што им ја кажувал на извршен комитет, сега Сабајле го гледам, излегува, вика, Ковачевски па да си даде оставка. Значи, едини кој што кажал дека ќе си даде оставка во оваа држава е председателот на ВМРО ДПМН, кој што кажа дека ако еден пратеник од ВМРО ДПМН гласа, дека ќе си даде оставка. Па потоа кажа да му дадат нотарски заверки, дека нема да гласа. Потоа кажа дека ќе гласа ако било по хрватскиот модел, за да после тоа каже дека нема да гласа по ниедна цена. Така да прво мора да си ги среди своите ставови. Јас планирам и да го поканам во текот на наредните 10 дена на средба на која што ќе разговараме за две теми. Првата тема ќе биде која што јас ќе ги предложам како теми. Првата тема ќе биде како домаќин, нормално како председател на влада. Првата тема ќе биде носењето на одлуки за потребни за интеграција на Северна Македонија во Европската унија. И второ, усогласување на ставови за односи со сите соседни држави на Република Северна Македонија.